Почитувани пријатели, почитувани граѓани, има едно прашање кое ни оди низ главава сиве овие денови и недели. Како слушаме и не можеме да си веруваме на своите уши. Си го поставуваме прашањето кои се овие луѓе? Од каде се појавија? Што им направи Македонија лошо да мораат вака да и враќаат? Со злодела, со криминал, со насилие и со терор. Едно знам, не се човечиња. Не се човечиња. Не се дури ни будалетинки. Тие се не луѓе, корумпирани не луѓе кои сакаат да ја окупираат сопствената земја. Но очите ни се отворија и за друга една работа. Далеку зад сите овие снимки, зад овие разговори, зад потребата да контролираат се и се што во нашава Македонија, ни сето тоа ние, граѓаните, успеавме да го видиме нивниот страв. Бидејќи кога корумпирани и забегани нелуѓе се плашат од се околу себе, тогаш тие го знаат само стравот како инструмент. Се плашат од се. Се плашат од своите, се плашат од граѓаните, се плашат од дебата, бегаат од дуели. И заради тоа што тие живеат во страв, сакаат и да владеат со него. Затоа мораат да слушаат, мораат да проверуваат, затоа мораат да контролираат се, вклучително и своите. Затоа лесно им е секој ден да се закануваат. Лесно им е кусо да паметат и никогаш да не простуваат. И овие денови, она што е најстрашно, повторно излегуваат на скапо платените телевизиски екрани и велат: верувајте ни. На кого треба да веруваме? Дали треба да веруваме на институциите или на она што го велате медрано циркус? Дали треба да веруваме дека се патриоти или како што тие велат, лудаци? Дали треба да веруваме на нивните реклами кои ни денеска не запираат или треба да им веруваме на нашите уши, на нивните зборови и на нивните разговори? Кажете им ја вистината на луѓето и вашата земја ќе биде безбедна. Тоа пред многу години го кажал Линколн. Денеска Македонија е на таа точка. И затоа го сторивме тоа што мораше да се стори. Одлучивме вистината за Македонија да излезе на виделина и да покаже вистината за Македонија да излезе на виделина и да покаже дека рекламата која 24/7, еве веќе 9 години, почна да се руши како кула од карти. Вистината, да бидам искрена, уплаши многумина. Уплаши многумина добронамерни граѓани кои не можеле да замислат дека ова е возможно. Вистината ги шокираше сите нормални луѓе. Не шокираше, не потресе, буквално не тресна од земја. Меѓутоа, во исто време вистината и не ослободи. Не ослободи не само од стравот, не ослободи од лажната надеж на многу луѓе во Македонија, дека оние таму одгоре сепак знаат што прават. Не ослободи од лажниот впечаток, дека некои правила, законите, важат за сите. И најважно, не ослободи од лажното очекување дека злото само ќе замине. Знаеме дека ова зло само нема да замине. И знаеме дека Македонија мора да биде таа која што ќе покаже врата на забеганата власт, на корумпираните нелуѓе, на сите оние кои помислија дека Македонија е нивен дуќан. Вистината не ослободи и нас во опозицијата. Сите луѓе кои доаѓаа секој ден се повеќе на секоја пресконференција. Оние во салата и оние надвор од салата.
Многумина си рековме, зарод овие луѓе требала да се плаши Македонија. Меѓутоа, злото не мора да биде многу паметно. Злото не треба да биде многу способно. Ке земе све во свој раце, и стапот, и парите, и дозволеното, и криминалот, и ке направи криминал од цела држава. Почитувани граѓани, вистината ни даде и обврска, особено нас во оваа сала и низ цела Македонија. Да гледаме и напред. Сите ние кои што сме биле жртви на овој режим, а многумина дури и луѓе кои тоа не го знаат, на еден или на друг начин биле жртви на режимот. Сите кои сме ја платиле цената на оваа корумпирана власт која се крие зад Бога и семејството секој пат кога ќе ги прекрши сите нивни принципи. Почитувани граѓани, се ни е јасно. За Груевски и врхушката власта е само моќ. Моќ да одлучуваат за судбини на други. Моќ да се уништат цели семејства без пардон. Деца, жени, мажи, кафани, бизниси, се. Моќта од некои семејства да се создадат богами и кралски лози. Моќта да се потчинат, уплашат или корумпираат голем број на луѓе. Моќ да се казнува. Моќ да се храни суетата и банкарските конта на некои нивни. Меѓутоа, сакам денеска да испратиме уште една порака. Дека ја водиме оваа битка за да сето тоа престане. Ја водиме оваа битка за да власта повторно стане одговорност. Не бараме поддршка во оваа битка од многумина и неопределени и определени за други партии, само за да една власт се смени со друга иста таква. Не ја бараме поддршката за да еден Сашо или Никола се смени со некој други. Ја бараме поддршката за да превземеме одговорност и работите да ги промениме. Ја бараме поддршката во оваа битка и ја водиме битката за да министерствата не бидат партиски штабови, а државниот буџет да не биде партиска каса. Ја водиме оваа битка за да Македонија почне слободно да говори и на улица, и по телефон, и на телевизија, и меѓу новинарите, и меѓу сите граѓани. Новинарите слободно да работат, а ние слободно да ја носиме одлуката. Ја водиме оваа битка и можеме да ветуваме дека со вистинска политичка волја работите се менуваат. Ја водиме оваа битка за да за само една година Македонија двојно го подобри својот скор и индекс на медиумски слободи. Сметаме дека Македонија не смее да си дозволи да продолжи да биде државата која што се наоѓа помеѓу Непал и Ангола. И многумина кои не веруваат, изгубиле верба и во политика и во политичари, ќе речат како. И па многу едноставно. Македонската радио и телевизија, символ на македонската државност. Немојте да укате. Оти куќата не е крива. Туку првите луѓе кои седат и ја узурпираат таа куќа. Македонската радио телевизија ќе ја ослободиме од партиско туторство. Од граѓаните за граѓаните. Тоа е мисијата за оваа куќа. Убедени сме, и овдека има такви, меѓутоа убедени сме дека и мнозината оние кои работат во таа куќа го посакуваат тоа и на телевизијата, и на својата татковина. И нив ги повикувам да ни се придружите. Кажете им не на оние кои мислат дека онаа зграда е татковина само на неколкумина. Придружете ни се во разговорот за вистината. Придружете ни се во делењето и ширењето на таа вистина. Буџетот нема да го користиме за да ги корумпираме медиумите. Клеветата нема да ја користиме за да ги уплашиме или казниме новинарите. Со закон ќе го промениме највисокиот износ
кој може да се плати за казна за клевета, и тоа според предлог кој што ќе го дадат професионалците, Сдруженијата на новинари. И да не заборавам, ви ветуваме, од 12 прилози на вести, ниту еден нема да биде нарачка. Не заради тоа што неколкумина во власта одлучиле, туку заради тоа што Македонија, кога оваа лоша епизода ќе заврши, ќе покаже дека такво владење веќе не прифаќа. Ја водиме оваа битка и за да Македонија стане држава во која правото владее, во која прислушкувањето е исклучок, а не правило. Затоа целосно ќе го измениме законот за следење на комуникациите. Истиот овој, кој овие главни глумци го направија таков да им служи нив и на тајфата околу нив. Тој нов закон за следење на комуникациите ќе обезбеди контрола на граѓаните, а не на власта. Ќе обезбеди гаранции за граѓаните, а не гаранции за власта. Затоа со законот ќе гарантираме целосна парламентарна контрола преку тело кое ќе го води идната опозиција. Ќе им дозволиме да влезат во МВР. Нема да правиме детски трикови како оние што му ги правеа на Тито и на останатите, затоа што знаеа дека имаат што да кријат. Ја водиме оваа битка не за да една забега на власт, замениме со друга. И ова го кажуваме искрено и со голема доза на одговорност. Свесни сме дека граѓаните денеска сакаат да видат нешто различно. Сакаат да видат добра волја, не да се менуваат луѓето, туку да се менува овој злосторнички систем. И затоа не сакаме да ја смениме власта за да имаме министри кои ќе се колнат во своите добри намери, туку власт која своите добри намери и добри политики секој ден ќе треба да ги докажува. Ќе мора да ги докаже во собрание, ама не со полициски упат. Ќе мора да ги покаже низ постојана дебата во медиумите, во која никој од нас нема да бега од дуел. Ако некој имаше дилеми зошто Никола Груевски бега од дуели, овие разговори се ни кажаа. Ова се луѓе кои не им веруваат на своите. Ова се луѓе кои не и веруваат на сопствената држава и ова се луѓе кои не си веруваат на себе. Македонија тоа веќе не смее да го дозволи. И на крајот, дозволете ми да кажам и нешто лично. Во моиве 40 и кусур години имав шанса и да патувам. Да живеам куси периоди и во некои други држави, во помали, во поголеми места. Да бидам искрена, со љубопитност заминував, да бидам уште поискрена, со голема радост се враќав. Се враќав во Македонија и се враќав во Скопје заради тоа што тоа е единствениот мој дом, како што е тоа единствениот ваш дом, како што ова е единствената татковина на 2 милиона луѓе. Се враќаме во својата татковина затоа што тука е нашето детство или младост, нашата љубов, нашите семејства, родители и деца. И затоа денес е време, кога гледаме што и се случува на нашата Македонија, да испратиме една порака. Да не дозволиме да не бркаат еден по еден од неа. Да не дозволиме да не плашат еден по еден. Да не дозволиме да не сотрат еден по еден. Македонија е похрабра од што тие мислат. Македонија е посилна од што им изгледаше. Македонија е помудра отколку што овие од власта се надеваа. И затоа денеска Македонија во сите вакви сали е повеќе од обединета. Обединети сме сите, и во мисла, и во срце, и во разум. Обединети сме без разлика на кој јазик зборуваме, која вера ја имаме. Обединети сме без разлика и на партиските книшки.
Обединети сме со една единствена цел која многу ги плаши. Да не дозволиме ова зло да продолжи. Да не дозволиме ова зло никогаш повеќе да и се случи на Македонија. Слобода, демократија, слободна Македонија е вистинската европска Македонија. Ви благодарам.